Во оваа соба живеам од почетокот на животот мој, значи како што сум роден. Побарав од државата неколку пати социјален стан, 2 пати побарав со барања, ми ги изгубија документите. Значи 2018 побарав исто и 2020 почетокот. Документите ми ги немаше нигде. Последниот пат побарав од стамбени прашања. За жал ми рекоа нема стан, ќе почекаш како исто и секогаш. Значи јас се чудам во една држава каде што бараме Европска унија, али законот го има фактички за што се лица по социјален ризик во државата, како самохран родител јас, али не се овозможува никаква постапка да се помогне на луѓето со социјален ризик. Од страна на Труд и социјала има комисија дојдено, исто од Центарот за социјални работи тим има дојдено, значи што се соработка за деца, значи тие ги имаат податките, слободно може да прашат дека јас со 3 деца, каде што ги чувам и соработувам со тие, значи за советување за децата што треба да се направи, како да се оди напред со децата, го знаат случајот сите. Значи ги имаат евиденциите фактички кај нив евидентирано и самите ми има речено дека тука не е добро да се седи со 3 деца. Добро, кај е перспективата, значи што е излезот од оваа работа? Зошто не ти даваат социјален стан? Значи тоа треба да ги прашаме надлежните. Што ти даваат, како образложение? Значи како образложение? Овде нема образложение, значи. Овде има еден краток препишан упис, да речеме, што ни ја не го разбирам, никој не може да го разбере, каде што треба да се даде некој одговор, зошто нема станови или има станови, јас колку што знам, има општенствени станови, по детално да ви зборам, знам кај се општенствените станови, за кого ги чуваат, нека кажат. Значи, тука е проблемот што јас сум уморен веќе да одам да барам кај нив. Јас не барам за себе, барам за децата, да ги спасам децата од едно лошо сместување кај што сум моментално. Али ова сместување јас сам сум го организирал од почетокот на животот. Значи сега барам од државата нешто што следува законски, а не тие да плаќаат ќири и министерства, значи секретаријати лево десно за да можат покомфорно да работат, а граѓаните да ги оставаат на страна. Не сум само јас тука, не велам само јас сум. Туку мојот случај е стварно ризичен моментално со децата. Овде дува. Нема таванот е само лампери тука. Значи прозорците дуваат. И затоа сега јас не барам од луѓето помош, туку барам законски да се спроведе тоа што го има во законот. Како самохран родител? Како самохран родител. Ако не се спроведе тоа како закон, јас ќе излезам, имам значи пратено писмо и до меѓународни надлежни институции, значи тие ќе дојдат, верувам дека ќе дојдат. Ако не се спроведе, јас ќе идам до крај, ќе излезам со шатор пред зимата и тогаш нека дадат одговор самите во државата што работат, што се надлежни, дека прават игри ненормални. Значи јас ги чувам 3 деца, неколку пати ми е исто и решението во бракот што ми беше, значи децата што ми се доверени, решението го уништуваа, го направија ништовно. Значи тоа се игри сценарија, после 5 години ти чуваш деца, некои работи во Министерството за труд и социјала се дешаваат како контрабандити. Ти бараш, али ние ќе те уништиме. Тоа сака да кажат. Како се снаоѓаш со финансии? Имаш ли можност некаде да работиш? Значи, можност моментално имам решение социјална помош 5200 денари и негде 1300 денари имам детски додаток. Дано и плюс образовен, ако пуштаат сега, не знам дали ќе пуштаат, уште не пуштале од како што сме дале барање.